поименувањето во техничка влада Цветан Трипуновски заменик помошник на заменикот заменик за земјоделие. До него е Јохан Тарчуловски, Дарко Костовски, Христијан Мисковски, Панче Тошковски, Владо Мисајловски, Кендо, проти него е Орце Ѓорѓевски, Бојан Стојановски пратеник, Џоко Велковски од Труд и социјала и овој што овдека гледа со оваа фризура која што е фейд, ама не е фейд. Значи спроти Цветан Трипуновски е Горан Николовски, викан Џони. Џони е удба цел живот, потоа УБК и потоа директор на УБК у времето на Заев, а Стефан Андоновски што не се гледа овдека татко му е Љупчо Андоновски. Знам дека бил шеф на УБК, ама беше и нели со Мицку кафана ги фатија у време на полициски час. Така е. И практички тука лежи уствари некоја моќ на инсталација на Малиот, така? Меѓу другото Мицковски кажа во една негова пресконференција дека Верушевски е еден од најголемите, како беше, патриоти во Македонија. Да. Морам да го покажам континуитетот на удба. Обавезно. Сакам и ја да видам. Во ВМРО ДПМН е денес. Пушти ја сликата. Аха. На оваа маса седат поименувањето во техничка влада Цветан Трипуновски заменик помошник на заменикот заменик за земјоделие. До него е до него е Јохан Тарчуловски, Дарко Костовски, Христијан Мисковски, Панче Тошковски, Владо Мисајловски, Кендо, спроти него е Орце Ѓорѓевски, Бојан Стојановски пратеник, ово измеѓу не знам кој е, Џоко, како се презиваше? Велковски, мислам дека. Џоко Велковски од Труд и социјала и овој што овдека гледа со оваа фризура која што е фейд, ама не е фейд, значи спроти Цветан Трипуновски е Горан Николовски, викан Џони. Кој тоа е, не го знам. Инаку Стефан Андоновски овој што се крие. Добро. А кој е овој Џони што го кажуваш? Џони е удба цел живот. Потоа УБК и потоа Директор на УБК. Директор на УБК. Директор на УБК. Да, кратко. Да, кратко Во време. времето на Заев. У времето на Заев и потоа У времето на Заев. да. И седи со овие тука. Овој цел живот следи линија ВМРО. Озбилно. Џони Николовски. Ова е веројатно понов период, ја овие луѓе не ги знам. Да. А у тој период што ме интересираше сум проучил добро. И ги имам документи. Овој следеше овој цел живот следи линија ВМРО, екстремизам и така натаму. Шубаво се наредени на маса. А Стефан Андоновски што не се гледа овдека, татко му е Љупчо Андоновски. А тоа знам. А тоа можеш ти да објасниш подобро кој е Љупчо Андоновски. Не знам точно, ама знам дека бил шеф на УБК после Сашо Мелков, така? Или втор поред после. Прв море после Сашо. Или пред Сашо беше. Пред Сашо е. Така. Да. Ама беше и нели фатен со у време на корона со Мицку кафана ги фатија. Така е. У време на полициски час. Така е. Па се крија, вика, не сме биле ова. Така е. Кој вика дека фрел повеќе таа вечер Мицку, така? Така е. И практички тука лежи уствари некоја моќ на инсталација на Малиот, така? Тачно. Сите тие. Добро. Меѓу другото Мицковски кажа во една негова пресконференција дека Верушевски е еден од најголемите, како беше, патриоти во Македонија. Да. Верушевски е потпишан на дерегистрација стариот на моето досие. Верушевски е... Ја морав да го покажам мој континуитет бидејќи читавме, ама ајде да го поврземе, го видовме континуитетот преку врската, оперативната врска Јак и Мане. Актуелни функционери во ВМРО ДПМН денес. Ја видовме оперативната соработка од она досие, ја го прераскажа што ти го дала доста Димовска, службено. Ги видовме после тоа, не остави ја стигат. Видовме после тоа твоето следење глумец, тастањето твое, нели сте цимери у тоа време со Димитар Димовски. Да, сме биле цимери. Тастањето сега е најблизок соработник на Мицковски, Димитар Димовски, најблизок соработник. После тоа ја видовме оваа врска, Џони Николовски и Стефан Андоновски, тоест Љупчо, татко му Љупчо Андоновски и неговите врски. Он е прв после Сашо Мелков, 2015-2016 директор на УБК. Не, и претходно има... Ако имал и претходно функција, да, може да.
Овој е тој од Делчево или не? Кој? Не е тој од Делчево. Џони? Тој беше, да. Не бе Џони од Бардовци бе. Аха, добро. Тој континуитет сакав да го покажем. Значи ова се луѓе во суштина кои биле антипод на ВМРО. Добро. Или што би сакал да каже вчерашниот гостин Благојче Атанасовски, архи непријатели на ВМРО ДПМН. точно. Ова се тие луѓе кои што денес се највисокото раководство на МВР ДПМН. Види, направена Можеш да е исклучиш тиката. направена е антитеза според мене. И тоа се века у економијата hostile takeover, насилно преземање. Што значи тоа? Значи, на времето и види се како ја го разбирам ВМРО 90-те кога сум студент. А мислам Имаме уште дека една линија на која што треба да направиме континуитет. Ајде. А тоа е господно Преска, Ресенската линија, владата. Ќе дојдеме до Да. тоа. Значи идејата што е? Ти формираш партија ВМРО ДПМН. Ја го памтам Љупче од самиот почеток. Сега збориме, нели, у ова време има друг сентимент. Тогаш имаше сентимент, го следеа луѓе, идеја за Македонија, имаше многу јака харизма, говори и така натаму, знамиња, митинзи. Ти правиш партија која што е антипод на претходниот систем, значи и на претходното уредување комунистичко, каде што нема демократско уредување и повеќе партиски систем, а и антипод на пропагандите кои што, нели, тежнеат да го негираат нашиот идентитет. И ти правиш партија која што длабоко својата суштина го има како идеја, како идеал демократското уредување, слободата на поединецот, правото на избор, модерна држава и така натаму. Сега, они се уградуваат на самиот почеток, како делови од машинеријата, да сега ова според мене ескалира у самиот врв, да дури мислам, у одредени моменти мислам дека толку се они сигурни у себе што не се ни кријат. И се си мислам да не е тоа проблемот. Пошто, нели, дефиницијата што ја дадоа за членството е булумента, односно, нели, као стадо, кое што следи по принцип на што и да му се сервира со мала критичка моќ на расудување, или никаква, Да. и тоа те следи, ти му сервираш што сакаш. Сега не знам од кај ви се овие слики, дали ги објавиле они јавно или не, али ова вака е баш онака како тајната вечера, знаеш, дај да се видиме, тие што ја акумулираме моќта и да се договориме како ова ќе се, нели, манифестира понатака, односно како ќе се добереме до власт. Друго не гледам јас. Но тоа како и да биде, ако се овие линии точни, предпоставам дека значи повторно длабоко инволвирање или корелација со тајните служби. Добро, во однос на ова што се случува денес и што се случувало тогаш. Дали државата која што го правела ова, го правела тогаш за заштита на некакви државни интереси и стварно овие луѓе биле кои што биле следени опасност, еве сега како историчар те прашувам, или го правеле тоа на своја рака за да го сочуваат еднопартискиот систем и позициите кои што ги имале на моќ као личности? Не го правеле тоа на своја рака. Ова е... На кој начин овие луѓе биле опасно Јас за го нив? разбирам вака. Од 45 до 90 еднопартиски систем. Да, Тајните служби се под контрола на Сојузот на комунисти. да. Значи, тајните служби и партијата на власт, односно Сојузот на комунисти, се едно. Не се две, Да. не се посебни. Тоа ти е кој штази, кој дел од државата. И партијата, тоа е државата. Нема друго, нема трето. Нема плурализам, нема различни партии, нема опозиција. Или си партијата што е комунистичка, или си обичен граѓанин и не знаеш ништо што се дешава. Немаш никакви права. Немаш гласање, немаш со што да се занимаваш. Тоа е нивна работа. Сега после 90-та тие треба да се одвојат, се уведува плурализам, меѓутоа они продолжуваат да функционираат. И тоа е држава у држава. Сериозна држава у држава е тоа. По се што гледам до ден денеска продолжува континуитетот и таа држава во држава да дрма.
Сега, ако ме прашувате за политичка оценка, мислам дека тоа добро го знаат странците. Затоа што нашата тајна служба има сериозни остатоци од релации со југословенската, подоцна српската. У овие критични времења сега малку работиве се измешани. И малку е проблематично за одредени ликои, кои што знаеш некои луѓе му ги вратија на Мицко како кандидати за полиција. Да. Така? Да. 4 на број. Значи, предпоставката е, односно сознанијата говорат дека некои од тие луѓе имаат безбедносно компрометирани комуникации со структури кои што не се у овој безбедносен систем у кој што сме. Пак велам, ја не оценувам дали е добро у НАТО или не е добро у НАТО, ЕУ или не е добро у не. Не е ни моја да оценувам. Ја имам право што сакам да мислам ко поединец. Меѓутоа секоја политичка партија и затоа на пример Обрајан го нели го прозива отворено. Затоа што му вика, окей, ти кажи бе како ќе го решиш проблемот. Проблемот е у рамка која што е поддржана од Европска унија и САД и вака треба да се реши. А ти ако можеш да го решиш на друг начин, кажи. Ама ако го решаваш у рамки на ЕУ и на НАТО, нема друга рамка, таа е рамката. А ти ако го решаваш у БРИКС, у сојуз на северни држави или јужни држави, или у, не знам, Унија со Австралија и Нов Зеланд, може да ќе најдеш друго решение. Овде решението е тоа. Се друго е манипулација, а е компрометирано од комуникација со други служби. И мислам дека им дојде преку глава, пошто гледаат оваа инфилтрација, затоа што гледај, ние може да знаеме кои се, што се, како се. А овие што се тука служби странски, посебно од НАТО државите, на нив им е работа овие работи да ги знаат и да точно дефинираат каде може да имаат безбедносен проблем. Не ради тоа што не сакаат нас. Пак да не се разбереме погрешно. Туку ради тоа што они си ги штитат своите интереси и присуство на терен. Пошто има присуство од други конгломерати, други интереси така натаму. Денеска Агелер нели кажа дека се забележува присуство на Русија на терен. И пак не оценувам. Значи они се судираат на терен. Тоа Тоа е на македонски грб. присуство на терен. Чекај сега, значи присуство на терен не е на фудбалски терен у село Слупчане, него во политичките партии. Пошто политичките партии проектираат моќ и даваат министри. И после тоа седнуваат на тајни вечери и така натаму. Така што мислам дека кога тие структури да речеме инфилтрирани у партијата работат со тајната служба, они по дефолт се склони да работат и со странски служби. Тоа е тоа. Добро, како продолжение на ова, дали тие служби продолжили понатаму да бидат, да работат партијата, да го работат ВМРО ДПМН и дали тие служби успеа да го сменат стратешкиот правец на државата? Затоа што како ги поврза работиве со во однос на изјавата на Агелер и во однос на тоа што го гледаме денеска, дали си го смениле тие служби газдата, односно таа Југославија се распаднала, денеска тие следат некои инструкции од некои други држави. Дали можеме да дојдеме до таква констатација? Затоа што ВМРО ДПМН во 90-та се формира како партија која што се залага за членство на Македонија, нели, тој период кога се формира 88-90. Прво за независна држава. Првен за 90. Да. Првен за независна држава, а потоа главна стратешка пределба на партијата е членство во Европа и во НАТО. Евроатлантска насока е од почеток. Да. Таа интеграција немаше СДСМ како правец 90-тите. Дури во агенда 2000 прв пат Македонија се појавува како аспирант за било што поврзано со Европска унија. По доаѓањето на Љупчов за премиер е подпишан договорот за асоциација и стабилизација. Да. Јас сум бил член на парламентот тогаш и памтам. До тогаш немавме ние никакво позицирање у таа насока. Ме стави у димна завеса. Не бе. Така што ми паѓа концентрацијата кога мислам на цигари, на димови, на она, небитно. Значи, таа е стратешката определба на ВМРО. Не е и на тајните служби и на СДСМ. После се шифтаат СДСМ.
Значи сега тоа они што студираат у гради Европска унија, наши стратешки партнери, они сватија дека таму е правецот кој што мора да се порамнат. И они тоа добро го знаат и го користат. И се исчистија од безбедносно сомнителни ликови. Затоа што нели идат као манчуриски кандидати на некакво предодобрување или на местење на софтвер у главата кога треба да бидат послушни и така натаму. Тоа го прават сите. Сега тоа ако е тој правец, они добро се позицирани. Овие наши ве лутаат цело време, наши во наводници. Дали може да ја отвориме оваа третава врска? Ресенската. Може. Односно, кој те бараше после емисијата со Љупчо Георгиевски и зашто? Ме бараше внук му на Танталовски, не му кренав и не ни мислам да му кренам. И нема зашто да му кренам. И ми пушти една безобразна порака и го блокирав. И сакам у оваа пригода да кажам дека пак ќе повторам. Ова се документи, нити сум ги произвел јас. А од кај те бараше? Телефонски бре. А од телефонски мислам да те барал преку радиоврска, радарот од МНАВ, од контрола на Не лета. знам. Јас слушнав Дали дека те бил бараш? вработен на убава позиција, ми кажа ти. Да, во Го МНАВ. откривте. Тоа не ли е привилегија од системот? Апсолутно. Што не си вработен ти? Или, не знам, Александра или било кој од нас? Ја немам никој у МНАВ. Не имаме пресуди. Ја немам никој у државна структура. Мене пола од семејството ми е емигрирано. Значи, браќата мои живеат у Данска и мајка ми. Ја немам никој у државна администрација. Никој. А тие што се таквите ликови и моќници во врвот на Белата палата имаат по 10, 20, 30, 50 луѓе вработени во државна администрација. Затоа сакав да отвориме ресенската врска. И ќе отвориме. Мислам, тоа е една од врските. Има повеќе континуитети во ВМРО на УДБА, актуелни, ама еве денеска 3 отворив. Гледај се, они нервозата е баш она демаскирањето, пошто се прави ореол Да. на величини, на некакви основачи, па тоа се не знам какви габарити и интелекти. А не е така. Целата нивна системска предност доаѓа од една единствена работа. Прво, зашто се работуваат со тајните служби, и второ, затоа што се корисни на тајните служби да ги пласираат, да ги користат, и трето на крај, што дел од нив, мене ми е жал што ќе го кажам, успеваат на Груевски да му се представат како жртви, а не се жртви. Не се жртви. Документите говорат нешто друго. Нешто многу драматично и многу поинакво од тоа што они сакаат да се представат. И господа, не ми пишувате, не ми се јавувате, не ме контактирајте, ојте видите таму у службите кои ви ги произвел документите и проверете си дома кој како работел, што работел и кај информирал. Ова се документи кои што јас сум ги открил, не сум ги створил. Има од кај потекнуваат, има датум, има бројче, ојте си у државен архив, ви ја кажав кутијата, број 700 не, 714. 741. Аз сум 40. И тоа има повеќе кутии. Оваа кутија треба да си ја разгледате, истражувате, купете си ги црните страници на УДБА. И немој да ме замарате. Значи, ништо не сум произвел. Но мора да го кажам, глумењето на лажни авторитети не сум можел никогаш да го трпам. Јас сум влегол конфликти со Љупчо и со Грујо, и со години, златни години од мојот живот сум ги провел у докажување и расправи, Интересно сум е како- сметал дека не се управа. Јас сум го одбил Грујо. Грујо ми понуди позиција у Брисел. Значи, нели кога викаат, ти си земал ова, ти си... Не, ја бев 6,5 години опозиција и партија направив. Апропо може да се хјутам у Брисел, од Брисел да се вратам со Никола Поповски. Ама, имав принципиални недоразбирања. И тие после кога се надмина, почнавме да Интересно е дискутираме. како оваа група во Инфомакс, мала ама високо мотивирана, секогаш сме имале
на различни места, во различни времења ни се вкрстувале патиштата, ама секогаш сме ги држали истите принципи. И сме се скарали со тебе. Па да. Ама на принципијална основа сме се скарали со тебе. Па може би сме ги приближиле принципите или сме увиделе некои грешки во нашите или у твоите принципи, ама на крајот пак сме се собрали на исто место затоа што една единствена ни е каузата, уставно кажано, или принципот. Значи мојот принцип И е да. интересно е како после неколку години нели пак се собравме на едно место. И интересно е како еден од принципите е нетолерирањето на вештачки авторитети. Значи органски не можам да поднесам вештачки авторитет. Да. Човек кој што Никој со ништо. никој ништо, Да. А глуми величина. глуми величина, 2 збора не знае да сврзе, Да. 3 минути историја не знае. Ме разбираш, што Да. ти кажеш? Да. Тоа органски не може да го сврзе. Па тоа ме изиритира. Значи ме изиритира тој обид за закана кој што го одбивам, а баш кај нели со активната легитимација како новинари јас сакам да известувам, сакам да истражувам, имам право да ја објавам вистината. Јас сум се нафатил, Ти имаш обврска како новинар. јас сум да се објаваш. нафатил да објавам вистина, еве ја вистината. Ти имаш обврска како А новинар кој мисли да објаваш вистина. Кој мисли дека ова не е точно? Има како се оспорува. Вештаци, судови, окей. Одете таму у архив или книгите купете ги и оспорувајте ги. Ја ова што сум го нашол покажува дека се фалсификува историјата. И ја кога на Груевски му кажав, ти знаеш ли кои луѓе портрети им ставаме ние у партијата? И глумат величина. Човекот ми кажа, и тоа е за верба, ја му верувам, он беше премиер, се бавташе со други работи, сигурно немаше време да чита и документи од државен архив. Ама затоа беше доволно свесен и голем да каже објави ги. Не ми кажа не ги објавуваме. Објави ги. Судот на историјата не може да избега никој од него. А тие луѓе користат правејќи се жртви. А не биле никога жртви. Никогаш. Тие други правеле да бидат жртви. Секој пат викале, еве го Филип, не чини, Мечка не чини, овој не чини, оној не чини, оној не е ВМРО-ец, оној не е... И на крај што искочи? И соработуваат со Заев, и соработуваат со Кочо, и со црни листи, и со спорни фирми, и со странски фирми, и со странски државјанства, и со непријавени фирми у Бугарија, а све ние криви. What the fuck? Не може така. Затоа велам. Спасо Јегер, фала ти на донација. Зошто престана да важи законот за илустрација? Одговори Филип пред едно сат и 15 минути. Одговори Филип у емисија дека едно од барањата во прашинските преговори Да. е и укинување Да. на комисијата за Да. илустрација. Да. И тоа е, нели, како што Да. ги знаеме, после преговорите прифатено. Роки мака да само има добар коментар, вели ги вознемири џолите. Така е. Ја пази, ова не се конјунктурни муавети, ова не се благопријатни муавети. 2 пати имаше физички напад врз мене. Да, имаше и Роки еден коментар. Значи не се ова, да не ти спремаат пак. Ја не си правам некој чаршиски муавет. сега, Овдека демаскираме ние извини, само сериозност има една- за скриени бараби, битанги и Филип, лажни. Има една, нели, одма, еве го Филип, не е ВМРО-вец. Филип, дали може државна институција да вади документи? Првото прашање, алудирајќи дека овие документи ти се извадени. Абе објавени се, човече Божи. Чек, нека се нелегално. Објавени. И Јордан Груев прашува дали може да се публикуваат документи во архивот. Публикувани се. Значи публикувани со колку тома? 30 тома. Во По 1000 страници. 30 тома по 1000 страници. Црните страници на УДБА се викаат публикациите и може да се А што купат ако во не се државен архив. публикувани? Па и да не се публикувани, имам ли право да истражувам? А не, сега Дали само документ кога е објавен е валиден? Не, сега е прашањето Ша? дали ова си ги извадил легално за да може да ти стегнат кривично. Нека се испрашаат. Да. Нека се проверат у архив. Тоа е, сега како ќе спречиме Филип со документите. А првим беше муаветот дека се фейк. Прво истиот овој викаше дека се фейк. Значи ова е некој од штаб, така? Претпоставам. А негов проблем. Океј. Ајде да видиме таа врска. Автомеханичарската. РСВР испостава Битола на СДБ. Инспектор со иницијали ТН. Евиденцијски број 794, значи поголема папка била.
29.7.87, значи 3 години пред формирање на ВМРО ДПМНЕ. Извор Транталовски Владо. Податоците се однесуваат Само по извор. Извор Извор, Транталовски Владо. Значи само да објасниме, кога е линија на работа се објаснува зашто се формира досието. Кога е предмет на обработка е кој е предмет на обработка. Кога е извор Кој ги дава податоците? Кој ги дава податоците, а кога е соработник се назначува соработник има, тој и тој. има све, Ајде. све има. Да. Можеш само да го покажеш кон камера, да го свртиш. Ќе го скенираме после. Податоците се однесуваат на представот на Драган Богдановски во Ресен. Разговорот е обавен на 25.7.88 во станот на изворот на наша иницијатива. Значи кај него отишле дома да разговараат. Разговорот е обавен со цел да добиеме поблиски подцелосни податоци за држање контакти со лица од наше подрачје и коментарите на Богдановски Драган за време на престојот во нашето подрачје. И сега кажува кои податоци се добиени, како е излегол од затвор така натаму. Она под 4 пишува Танталовски Влада е приватен аутомеханичар од Ресен, поранешна позиција на службата. Значи он веќе бил соработник и пред да Ма ова е, има и предходно. Ова сега ние... да он бил соработник предходно, па сега Да. повторно станува соработник. Да. Бил соработник за некоја Не друга. знам дали работа. станува сега, но има објаснето Па го оперативниот реактивираат. работник. Со Владе се договоривме за секоја една средба или доаѓање на Драган во Ресен благовремено да не информира со цел да имаме целосен оперативен увид над неговото држање, однесување и контакти во нашето подрачје. Че му даваат инструкции. И што се, ја ли сум крив што го читам ова? Не. Или они тоа што го правеле? Не, Че они работеле со службите, Да. А ние да сме се криви. среќавале дома со Тоа службите и сега ние ова што го читаме после 30 години, ние сме криви. Не сме криви. Па ја не прифаќам. Не сме криви. И затоа велам, нека не ми звонат, нека не ми досаѓа. Ние може да бидеме Пошто- криви евентуално што ги разобличуваме и што им ја намалуваме можноста да бидат повторно Не, дел од ова- службите. Ова ги го симнува тој некој ореол на некакви жртви, на некакви големини, на некакви значајни личности, на основачи и така натаму. Ништо од тоа они не се. Ништо не се. Едно прашање вели и како се напика овие во врвот на ДПМН. До сега Беро ќе објаснував. Па нека гледа емисијата. Значи, нека се врати сад време и нека ја почне, може и така, одма да се врати сад време и да си ја почне емисијата. Не, он гледа цело време и цело време коментира, он не може да разбере. Оваа емисија ќе треба да ја гледат повеќе пати. Значи Роки, Он не од може почеток правиме извини, поведи. Он не може да разбере како покрај, нели, сепак и партијата имала некои филтри, имала Не. Немала. Партијата ја формира УДБА. По сите документи. Не. Мастер планот Не. за да се не бе Филип. Ај кажи ми верувам. што е мастер Не верувам. планот. Они си види, кога се собираат кај Динката, Измејко и екипата 3-4 години пред да се формира фирма. Партијата. Они е фирма. си се собираат у фирмата кај Динката и се патриоти, они се како да кажам, со една идеја за Македонија, за независна држава, карта објавуваат на Обединета Македонија, прават материјали и така натаму. Значи И- тоа се честни структури, Да. македонци, И искрени они патриоти. Службата ги бележи кои се и почиња да ги работи. И кога гледа дека ќе се формира партијата, им убацува луѓе од самиот зародиш, за да може внатре да го... кој му бацува службата. луѓе на Драган Богдановски. Не на Драган Богдановски, зборам на партијата. На самите, јас сум читал документи на самите основачки собранија, најеклатантно е тоа у Битола. У Битола партијата се формира еден месец по официјалното собрание у Скопје, точно еден месец. Значи ако се Зародишот на идејата за партија ти почнува 80 и која беше? Па еве тоа што ти кажам. Па тама тогаш тој зародиш таа идеја чива е? Он веќе е прекршен и работи. Значи, он е прекршен у затворот и Ама работи и добро, доставува значи- информации. Ама за Динката, за другите нема ништо спорно, барем у тоа што го имаме тука. До сега. По мене ова ми се чини на еден голем план како да се соберат сите сепаратисти на едно место. Идејата е успешна, ние ја оформивме државата. Проблемот е што после тие структури нас не растурија, не разградија, го ослабуваа ВМРО цело време и ВМРО не успеа да ја зацврсне позицијата да владеа со Македонија
и да го спречиме она што случи во 2001. И вели уште едно, а како вистинските ВМРО-вци не успеле да ги сфилтрираат тие луѓе? Па овие луѓе ги филтрираат вистинските ВМРО-вци и ги сфрлаат. Да. Обратен е процесот. Значи, вистинските ВМРО-вци се набркани на клоци од партијата благодарение на овие луѓе. Добро, ајде да продолжиме само вани за околу... Па ето тоа ти Уште неколку кажав. документи се. Па ти кажав. Кој е тој полицискиот службеник кој што го работел во ВМРО, кој што после станал висок функционер во ВМРО? Кој беше тој преска што го? Кажа Добри Величковски. Што со него? Добри Величковски бил после функционер на ВМРО ДПМН? Не, висок функционер на тајната служба. Го работи као оперативец и после пред крај на кариерата мислам дека е ВРО-вите, самите ВРО-ви. Значи они се као доајени на тајната служба, Добри Величковски, овој како се вика Веруш. Веруш ти се појавил како константа и аферата големото во 2001 и овие разговорите на Заев. Он е константа. И два пати го урнисува ВМРО. И 2001 не ослабна во време на војна, и после падна ВМРО, а и 2016 после разговорите, објавувањето, падна Груја, падна ВМРО од власт и се промени уставното име. Значи мала ли е мал проблем ли е ова све за државата? Мали ли тектонски пореметувања и изместување од траекторијата на државата имаме после овие вакви оперативни зафати од службите кон ВМРО? Дали се мали? Апсолутно. Или се од непроценлива штета? Ние веќе таа држава што се формираше 91 како Република Македонија и држава на македонскиот народ, ние више немаме ни Република Македонија, ни држава на македонскиот народ. Прочитајте го уставот на Северна Македонија. Значи, мали ли се последиците? Ја мислам дека се катастрофални и непроменливи и ненадоместиви. Добро, во 98 кога доаѓа ВМРО ДПМН на власт, верувам дека ќе имам шанси и Георгиевски да го прашам за ова. Ги знае ли Георгиевски тоаш како премиер луѓето кои што работеле за службите? Дали ги добил овие документи уште тогаш? Затоа што не добива министер за внатрешни работи. Не, овие документи додека се у полиција нема никој допир до нив. Они вака се они се вака достапни после нивното пренесување од државен архив. А која година се пренесува? 2003. 2003. Да. И не се пренесуваат сите. Не знам. Значи, ова, ја што сум го видел, може да го коментирам. Кај се другите, колку се, што има у другите, дали постојат или се уништени, ја, Милош, не знам. Ова што го знам е тоа што го зборам. Гледам реакција, има доста, а? Многу. Да. И многу голема гледаност и... Боли малце ова, малку незгодно. Боли ова на ниво... И биста става таму и глумат ветеран. Бич глуми ветеран. Се слика со Пандов. А дома ја имам неговата книшка од СДСМ. Па сум кум на тој човек, го знам добро. Ај што го предаде кумството и све, не е битно тоа, приватна работа. Кој? Од Крива Паланка еден лик. Кој бич? Гоце Стаменковски од Крива Паланка. Аха. Глуми таму нешто се сликаат со оние циркузантите таму околу Пандов соберени. Глуми ветеран. 97 година беше член во време на протести на СДСМ. И кога ми рече ќе се учленам у ВМРО, после шаторот, ја му викам, окей, донеси ми ја книжката од СДС, и он може мисли дека сум ја изгубил, ја чувам книжката од СДС. Абе, све чувам. Архивар. Ќе ја донесам у емисија книжката. Не може да глумат ветерани, не се ни ветерани, ни ВМРО-вци, ни ништо поврзано со партијата. Освен што сликаат за Фейсбук. Еј, ова гласно кај мене. Аз само да прочитам една објава на Мицкоски. На моје прашање. Верушевски е голем патриот. Ова го посочи председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на прашање на Инфомакс. А тоа да? Тоа да.
Ама за синот збори, така? Да, дали се познава со синот на Зоран Верушевски? А знаеш дека синот на Верушевски му си има јавено на Васко Ефтов после моја емисија. И му рекол што ми го закачате лидерот.